Моите музички почетоци изгледаа, а моите музички почетоци не изгледаа никако, затоа што свиравме во еден подрум кај нашиот прв тапанар Зоран Жежов Кечо, кој што долги години е на привремена работа во странство. И во тој подрум до средното уметничко училиште кој што се наоѓа во близина на католичката црква ги правевме првите проби во едни непријатни услови за работа кои што беа така. Добро, додуше за нас за тинеџери како нас кои што почнуваат со бенд беа идеални, сега лажам малку, затоа што добар дел од бендовите нема место каде да пробуваат. Во тој подрум на Кечо вежбавме доста години пред да станеме сериозни и пред да се префрлиме во поголеми простори. Така изгледаа моите музички почетоци. Наброј ги сите досегашни и сегашни членови на Суперхикс. Ова е опасно прашање. Ни се случи на последниот концертот, на последниот јубилеј кој што го имавме за 25 години во МКЦ, да почнеме да ги набројуваме на бина меѓу песни и да не можеме да се сетиме на сите. Неверојатно. Еве, ќе се обидам. Зоран Жежов, Борис Минов, Коста Велков, Ивица Ивановски Папак, Живко Шулинчевски, Димитар Тодоровски, Александар Спасовски Жути, Бранко Илиевски, Стефан Алексовски, Дарко Попов, Петар Младеновски, Гоце Лалковски, Симе Златков, кого имавме друг, Пере Мелов, Славе Спировски, диџеј повремено член на Суперхикс. Кои други? Не можам да се сетам на други. Лазар Дарковски, толку луѓе, не можам да се сетам на повеќе. За рок музиката денес и во минатото. Па рок музиката денес е во сериозна криза или во сериозна опасност да исчезне, иако мислам дека тоа претежно зависи од тоа во кој регион живееш од Европа. Мислам дека во другите региони на Европа се уште добро котира и добро живее рок-н-ролот. Кај нас некако со промоцијата и секојдневното натурање на оној турбофолк и сиот шум и кич кој што го живееме, мислам дека рок-н-ролот го загуби своето мејнстрим место, па затоа ни се случува ова. Меѓутоа има нови млади бендови како, не знам, Фанк Шуи, како Зулу 3-4 и така натаму, кои што ќе ја вратат силата на рок-н-ролот, верувам во тоа. Колку е лесно да се биде бенд во Македонија цели 26 години? Па бенд не можеш да бидеш само во Македонија, најчесто мораш да работиш и некои други работи. Добар дел од нас се занимаваат и со други професии, меѓутоа она што го правиме 26 години точно е навистина тешко и навистина имаме поминато низ разни кризи. Не е наркомански, туку бендски кризи, бидејќи е тешко 7-8 луѓе се одржат на едно место и тие истите да свират, да имат репертоар со кој што ги настапуваат, да патуваат илјадници километри, ние за сега успеваме во тоа. Македонските музички артисти треба да вложуваат во себе. Ако не вложуваат во себе, нема да постојат. Тоа се случи со многу бендови кои што ги знаевме и ето тоа. Најдалечен настап ни бил. Па не сме биле премногу далеко, меѓутоа мислам дека се сеќавам, не знам точно сега, тоа треба да видам на карта точно до каде сме стасали, но се сеќавам на една како се види тоа во кој во Франција, кој што се викаше Монсоле-Мин, едно село, и тоа беше таму некаде накај Атлантикот, многу интересно. Свирка што никогаш нема да ја заборавам па по мене едно најдрагите е она во Ксет 2001 или 2002 година кога за прв пат излеговме надвор од Македонија и почнавме со тие клубски и фестивалски турнеи надвор од Македонија. Значи Ксет 2001 или 2002, мислам дека 2002 беше. Ете, Загреб. Скопје во 90-тите и денес, Скопје во 90-тите и она денес не се споредува луѓе. Значи во 90-тите имаше еден друг дух. Не знам, некој ќе каже дека сум Скоп носталгичен, ама мислам дека овие нови генерации кои ќе ги слушнам со разноразни цеци доле и со нивните Bluetooth звучници и така натаму како се собираат помало, а во моје време се собирале на NWA, Public Enemy, Nirvana и Sex Pistols, сепак има една разлика во она урбано живење. Мислам дека руралното го замени урбаното живење во Скопје и многу руралци ни дојдоа. Тоа е лошо. Кој е класната кога одите на турнеја? Па долги години класна ни беше нашиот менаџер Лугин Кочишки, некаде до 2010-та, 11-та, можеби 12-та година. Од тогаш па натаму, не знам, претежно веројатно Дарко Попов и јас, и понекогаш Александар Спасовски Жути, бидејќи другите се повеќето одговорни за несување на течности во организмот. Песна што можеше да биде подобра е, какво незвано прашање ова. Не може ни една песна да биде подобра од тоа што е направено. Може би аранжмански, може би нешто може да се смени, но секоја песна си го носи времето и аранжманот за кој што си е
планирана и направена таква како што е, бидејќи секоја песна поминува низ процес на филтрација, аранжман и така натаму и нема менување на песните, тие се што се. Да не беше бас гитарата, а не знам, можеби ќе бев тапанар или клавиатурист, многу сакам тапани и клавиатури. На Лута Рана, Лута Ганџа ќе добие ли брат, сестра? Па има брат, сестра на Лута Рана, Лута Ганџа, само треба да се преслушаат сите песни, целиот опус на Суперхикс, например Возот, кој што се најде на Underground Evergreens, мислам дека е полон брат на Лута Рана, Лута Ганџа, ама кима такви жестини и виднина, нема да останаме само тоа. Од кои МК бендови учевте? Многу ги има. И не само со оние со кои што растевме на нив, туку и со сите оние бендови кои што растеа и покрај нас и ние покрај нив. Не знам, тргнувајќи од Badmintons, Sans, Last Expedition, разноразни, не знам, Архангели, што имаше друго тамо, па дури оние со кои што нели паралелно растевме, не знам, Паркети, Сав, Тоа Трачери се еден од моите омилени бендови, морам да признам, и така многу ги има и па и од овие младите учиме ден денес, зошто да не. На кој македонски музичар треба да му дигнеме споменик? Па гревото да му дигнеме на еден македонски музичар споменик треба да биде тоа еден серијал на споменици. Не знам, лупа, мајке тргнеме од Канго, да му дигнеме на Канго споменик. Прво, потоа на сите останати претежно оние кои што имаат напуштено, има еден тон такви музичари кои што навистина не го добиле своето заслужено место во ово општество и воопшто општеството кој што не се грижи за своите музички звезди. Умилен светски рок изведувач, вакво нешто немам бидејќи имам стотици. Па не знам, ќе лупнам две кои што навистина влијаеле на мене, тоа се The Mighty Bostons, прекрасен бенд од Бостон и легендарните The Ramones, од кои што учев уште како најмал, а и сега како најголем едноимните албуми кои што ги имаат создадено. На моите деца не им давам да слушаат, не, напротив, на моите деца им давам да слушаат се, па дури Turbo Folk, за да сватат колку е тој лош по нивното ментално здравје, физичко здравје и сето останато. Им објаснувам што значи таа музика, што се случува или со одредени правци кои што носат лоша енергија и моменти со себе, и потоа им откривам другата, или сами си откриваат другата квалитетна музика и самите слушаат таква музика. Например, син ми слуша смут джез, Керка ми слуша некаков хип-хоп и скај реге. Моќта што има музиката да допре до пошироки маси треба да се искористи за. Најпрво за да допре до пошироки маси, тука во Македонија мора да поработиме на други работи, на други моменти, а тоа е медиумите најпрво да почнат да емитуваат квалитетна музика и да има што повеќе, посебно домашната музика. А што може која моќ има музиката, посебно квалитетната, па таа менува луѓе цели општества, менува системи на подобро, менува расположение кај луѓето, менува колективна свест и прави да живееме подобро ако е добра, ако е лоша како Turbo Folk, тогаш имаме и лошо општество, тоа не се случува. Сакам да настапам со Марки Рамон. Брз совет за младите. Не брзајте никаде, се што треба ќе си дојде полека, сигурно. И лоша навика што сум успеал да ја победам, па еве не вечерам овие 3-4 месеца од кога се случи короната, многу луѓе се здебелија, јас успеав да сигнам 10 кила.